Отца i Sina i Svetog Duha. Amin. Возлюбені Христа Бога, браті і сестри. Денеска го празнуваме светиот праведен четиридневен Лазар, братот на двете евангелски хероини, Марта и Марија. Начинот на кој што почина, како е погребен. Денешното Свето Евангелие во детали го има објаснето. Самиот Христос, за кого што сите учесници до денешното свето евангелско собитие тврдат дека силно го љуби Лазара и неговите сестри Марта и Марија и покрај тоа што дознава дека е тешко болен на смрт, не сака веднаш да отиде во Витанија, макар да сестрите го канат, да дојде што поскоро и да ја спречи смртта на Лазар. Но Христос не оди. Лазар во меѓувреме се упокојува и 4 дена лежи мртво во гробот, се распаѓа. И дури по 4-тиот ден Христос се вели на своите ученици дека Лазар е мртов, но на еден енигматичен начин, по пренос на смисла, вели Лазар заспа. А учениците се изјавувале што заспа, бидејќи како го живеа, како знаат дека ќе оздрави Лазар. Но Христос, откако свати дека тие не го разбраа што им кажува, беше подиректен. Им кажа дека умре Лазар. И гледајте колкава беше љубовта на апостолите кон Лазара. Господи, ајде да отидеме таму и ние да умреме со него. А Христос им кажа дека Лазар не умира за смрт, туку за во неговиот случај да се открие сила Божја. И така би, ти отидоа во Витанија и уште пред да влезат во неа, се сретнаа со Марта, едната од двете сестри Лазара, која што целата во плач, безмалку го пребори Христа за неговата спорост во доаѓањето, зашто ако дојдеше тогаш кога ти соопштивме за Лазара, Лазар ќе беше жив. Гледате колкава доверба, колкава вера покажува во Христа. Доаѓа потоа и Марија, сестрата на Марта, придружена од сите евреи, пријатели, кои што секојдно доаѓале во нивниот дом за да ја споделат жалоста со нив и плачот нивни, со нив тагувале и со нив плачеле секој ден. И таа истите зборови му ги упатила Христос да дојдеше порано
Нашият брат имаше да умре. Сега гледате Христос како човек, кој што ништо не знае и допарва треба да дознае. Прашува каде Лазар, како да не знае каде Лазар. Тие биле надворот витање на раскрстницата, која што водела до градските гробишта и го однеле Христа Господа таму. Помеѓу време, разговарајќи за Лазара, Христос се расплака и евреите во тој плач негов, со неговите солзи, ја познале, ја открили неговата огромна љубов кон Лазар. Пред тоа самиот ги пишеше неговите сите неплачи, зар сте заборавили да јас имам власт да воскресна мртви, јас ќе го воскреснам Лазар. И повторно не го разбирај. Да, ти тоа ќе го направи со тоа, нашиот брат ќе воскресне, ама во денот на сеопштото воскресење, во денот кога сите ќе воскреснат, за суд и за на великиот и страшен суд Господен. И повторно Христос ги подсетува на необходноста да се има вера, никој не влева и да не се заборава тоа што им не кажа. И сега доаѓаат пред гробот Лазар бил погребен во пештера, а влезот во пештерата го прекриен, затворен со огромен камен. И Христос заповедал да го тргнат каменот од гробот. А Марта му кажала: Господи, нема. 4 дена е веќе во гроб, се распаѓа мирис, непријатен мирис. Христос повторно ја подсетува со кого си разговара, со кого си има работа, нашта го исповеда како Син Божи. Го тргаат каменот од гробот, а Христос сега како Бог му заповеда на Лазар: Лазар, изли, дојди овде. И Лазар, целиот завитан, завој по полета, тешко движејќи се, почнал да се движи така Христос, а останатите добиле заповед да го ослободат завоите, за полесно да се движи. И се ова Христос го направи во присуство на многу присутни евреи, пријатели на домот Лазар, кои што веднаш почва тргнале во Христа Господа. Но ова оживотворување на мртвиот Лазар, ова негово воскресение на најовозможен начин го има протолкувано и објаснето со самото тоа авторот на денешните литургиски поетски текстови од службата на денешниот ден. Во славата од светилниот на денешниот ден, црковниот поет ги напишал следниве зборови:
Лазарь, тя Христос уже разрушает смерть. И где твоя победа? Со Лазара Христос веќе уништува смртта. Каде е твојата победа? Поубави зборови не може да се каже, посилни, поистинити, подлабоки. Се друго што денеска зборувам, ке беше ветано помагла, ако не беше на просто прераскажување на евангелското четиво. Но сето тоа што е записано и сето тоа што го чувме е во функција на овие златни зборови што црковниот поет ги напишал. Со смртта на Лазара, со Лазара, Христос веќе почна да ја уништува смртта. Каде ти е победата, Аде? Амин. И за многу години.